Можеби најжестоката дебата се одвиваше денес на собраниската седница, посветена на пратенички прашања. Меѓу останатите, во тежок клинч се најдоа опозицијскиот лидер Венко Филипче и премиерот Христијан Мицкоски. За Филипче, Мицкоски државата ја води во изолација, а за Мицкоски, правда во оваа држава ќе има кога Филипче ќе се најде за дрешетки. Со вас, Христијан Мицкоски, ние сме на губитничката страна. И сега и на историјата. И ќе останеме заглавени. И ќе бидеме слепо црево, како што се сега. Во Европа и во светот. Изложени на странски влијанија на трети земји. И ќе биде под ризик и иднината на земјата и иднината на младите кои што живеат тука. Во однос на последниот дел, оваа ваша обсесија со поранешни функционери кои што плаќате да ги сликаат голи на плажа, ја више не можам да ја разберам, очигледно дека е у сферата на некоја психологија. Велите секој трет човек планира да ја напушти. Знаете зошто планира? Затоа што ве гледаат вас во Дубај како уживате на Хариџиновиќ, а не сте во затвор. Затоа што гледа таму како уживаат поранешни функционери на јахти, а не се во затвор. И да дадат одговор зошто се таму. Затоа се разочарани луѓето. Кога ќе ве видат како се смеете позади решетки, тогаш ќе бидат среќни и задоволни затоа што правдата дошла. Во владината коалиција владе хаос. Во јавноста се представуваат позитивни резултати, а за затворени врати се води тепачка за позиции и фотели, изнесоа денеска од Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН чекаат на реакција од Венко Филипче за дипломатскиот скандал со Бугарија, каде беа објавени доверливи информации за премиерот Христијан Мицкоски и неговото семејство. Додека на јавности се представуваат добри резултати, за затворените врати на Белата палата се води тепачка за позиции и лична добивка. Ако резултатите се толку добри на оваа влада, зошто тогаш реконструкција? Додека граѓаните гледаат во празните паричници и фрижидери, зад зидовите на власта се води борба за уште тендери и уште лично богатење. Вака изгледа кога на власт е организирана криминална група, кога шефот на бандата Мицкоски ја води политиката, настануваат војни меѓу криминалните кланови. Ако не се договорат за позициите, ќе има измислен изговор за избори. Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Објавувањето на доверлива дипломатска комуникација од страна на Бугарија представува сериозен преседан и неодговорен чин кој отвара прашања и за безбедноста на претседателот Христијан Мицкоски и неговото семејство. И наместо извинување и преземање одговорност од официјална Софија, јавноста доби молк. Но уште погласен е молкот на специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче. Човекот кој со месеци ги релативизира бугарските позиции и настапува како нивен најгласен адвокат во Македонија, денес нема ниту еден збор или осуда за овој дипломатски скандал. За 34% во периодот од 2023 до 2025 година порастала употребата на лекови, изнесе директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Купната проценета вредност на лековите кои се финансираат од фондот или од државата генерално во 2025 година се проценува на 11 милиарди денари, од кои најзначен дел се условните буџети или посебно скапите лекови. Имаме пораст од 34% на употребата на лекови во однос на 23 година, која се должи начално на воведување на нови поскапи лекови, односно во позитивната листа на воведување на 11 нови генерики, кои се сите со повисоки цени од претходните просеци и секако со огромниот раст од 80% за условните буџети. Нови правила за меѓународен патен транспорт во Европската Унија стапуваат на сила од 1 јули. Тие донесуваат значајни промени за сопствениците на комбиња и лесни камиони и според нив, сите лесни комерцијални возила и комбиња со максимална дозволена маса заедно со приколката до 3,5 тони, кои вршат меѓународен превоз на стока, ќе мора да бидат опремени со паметни тахографи од прва и втора генерација. Овие уреди ги евидентираат граничните премини, местата каде што се товари и стоварува стока, како и активностите на возачот додека вози. Што ова значи за македонските компании, возачите, но и граѓаните? Како прво, најавата на стапување на сила на овие прописи е за Европската Унија
односно за државите членки на Европската Унија, а не за сите оние држави кои што не се членки на Европска Унија, во кои што спаѓаме и ние. Што значи дека обврската која што е пропишана за сите до 3,5 тона да имаат паметни тафографи, односно воопшто да имаат тафографи, бидејќи до 3,5 тона беа ослободени од секакво имање, не важи за нас и се додека не се усогласи нашето законодавство со Европска Унија, односно не се усогласи АЕТРС погодбата со Европска Унија. Каде е најризично за македонските транспортери? Опасноста е во тоа што за жал во сите држави што се членки на Европската Унија и плюс оние две од Шенгенската зона 29 се применува во целост. Меѓутоа контролните органи не секогаш внимаваат на тоа дали превозникот е од земја членка на Европската Унија или е надвор од територијата и изрекуваат одредени опомени, негде казни. Од тука од Макам Транс апелираат. Ја затоа ги повикувам сите превозници доколку се соочат со ваков проблем да се јават во Макам Транс или доколку не се членки на Макам Транс да се јават во Министерството за транспорт, затоа што најголем проблем досега што ни пријавуваат е со Швајцарија, меѓутоа ние добивме званичен допис од Министерството за транспорт на Швајцарија, каде што јасно се кажува дека нашата држава, бидејќи не е членка на Европска Унија, а е потписник на АЕТРС погодбата, за неа не важат овие правила. Осем потенцираното, целта на новите правила е да се подобри контролата на меѓународниот транспорт, да се следи движењето на возилата и подобро да се применуваат прописите за работно време на професионалните возачи. Регулаторната комисија за енергетика размислува за значајни измени во начинот на кој граѓаните ја плаќаат електричната енергија, со цел сметките да бидат пониски и подобро усогласени со новите услови на енергетскиот пазар. Една од опциите што се разгледува е проширување на периодот на ефтина тарифа, па дури и нејзино воведување во сабота, изјави претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. Генералната идеја е граѓаните да плаќаат пониски сметки за потрошена електрична енергија. Сметаме дека има простор за ревизија на блок тарифите и нивно прилагодување на новите трендови во производството на електрична енергија од обновливи извори. Вели Ристов, првичните анализи на Регулаторната комисија покажуваат дека во периодот од 11 до 15 часот има вишок на електрична енергија и токму тогаш би можело да се понуди поевтина струја за домакинствата. Најскапата електрична енергија на пазарот денеска е меѓу 21 и 24 часот, а токму тогаш кај нас важи и ефтината тарифа. Тоа е економски нелогично и покажува дека треба да се приспособиме на новите услови на пазарот. Нагласува Ристов. Анализите, според првиот регулатор, треба да завршат на есен, додека нивна практична реализација би била по 1 јануари идната година. Бугарија би можела да стане првата земја членка на Европската Унија што ќе го блокира новиот пакет санкции против Русија ова лето. Премиерот Румен Радев се закани дека ќе стави вето доколку рускиот патриарх Кирил и поранешниот претседател на нафтениот гигант Лукойл Вагит Алекперов не бидат отстранети од листата на санкции. Контраверзниот пакет санкции опфаќа 34 лица и 47 организации, а Радев јасно стави до знаење за време на состанокот на Советот на Европската Унија на 18 јуни дека Софија нема да подржи мерки што според неговите зборови би можеле да им наштетат на националните интереси на Бугарија. Бугарската влада е најзагрижена за можното влијание на санкциите врз работењето на рафинеријата на Лукойл во Бургас, единствената рафинерија за нафта во земјата. Од петок 26 јуни во 23 часот до недела 28 јуни во 23 часот. Сообраќајот ќе биде целосно прекинат во двата правци на дел од обиколницата Солун поради работа на проектот на надвозникот, пренесуваат грчките медиуми. За време на блокадата сообраќајот ќе се пренасочува по алтернативни патишта кои минуваат низ самиот град Солун. Се очекува значителни метежи, особено во текот на викендот. Одладнежните институции апелираат до возачите да го планираат патувањето навреме, да користат алтернативни рути и да бидат трпеливи.
Долниот дом на романскиот парламент усвои закон за обединување со Молдавија. Нацртот сега ќе биде испратен до Сенатот, каде што ќе се донесе конечната одлука. Според законодавната иницијатива, романскиот парламент треба да одлучи за обединувањето на Романија со Република Молдавија. Во исто време, нацртот предвидува повторно потврдување на посветеноста на одредбите од Хелсиншкиот завршен акт на Конференцијата за безбедност и соработка во Европа, кој овозможува промена на границите преку мирни и дипломатски средства. Документот ја овластува романската влада да започне итно веднаш преговори со властите во Кишињев за финализирање на обединувањето со Република Молдавија. Млекарите од Сдруженијата Пелагониско поле од Битола и Симентал од Делчево за 30 јуни најавуваат протест пред подрачните единици на Министерството за земјоделие. За првите проблем е пресметката на субвенциите, а за вторите пласманот на млекото. Во моментот сме на колена, значи готови сме на пропаст. Ние како сточари стоката раниме 365 дена, а 18 месеци немаме субвенции. И проблемот е што е тој голем. Овој министер субвенцијата ни ја смета во производната цена на млекото или на житото. Субвенцијата е дополнителна субвенција, помош, за да ние напредиме, да купиме нова стока, да прошириме во површините. Ставот на Сдруженијето на одгледувачи на говеда е дека немаме договор со млекарите се уште. Цената не ја знаеме по која ќе ни се откупува. Меѓутоа, тоа е тоа. Ние продолжуваме со нашите активности. Денес го доставивме нашата информација, доставивме го до Собранието на Република Македонија. Лекарите повикуваат на поддршки од останатите здруженија, но не ја очекуваат и од тутунопроизводителите, лозари, овоштари и сите останати кои се во секторот земјоделие. 50.000 евра вреден тендер од јавното комунално предпријатие Водовод доби фирма со тројца вработени, чиј собственик е близок другар на директорот на предпријатието, обвинија денес на прес од советничката група на Доста беше. Во јуни месец, комуналното јавно предпријатие со фирмата ДК Универзал има склучено 2 договори во вредност од над 50.000 евра. Во што го гледаме проблемот? Компанијата ДК Универзал е со дејност послужување на храна. Исто така, во моментот кога компанијата има победа на тендерите, била блокирана. Прашањето кој се поставува е како оваа фирма ги исполнува условите да учествува на тендерска постапка и како оваа фирма, повторувам, со дејност послужување на храна, ќе го обезбеди Водовод со автоделови за товарни возила во износ од 1.384.000 денари. Истата компанија ќе обезбедува сервисни услуги во износ од 900.000 денари. Директорот на јавното комунално предпријатие Водовод, Дејан Анакиев, за ТВ Стар изјави дека вистината во случајот е сосема поинаква. КФ Водовод најостро ги отфрла наводите изнесени на пресконференцијата на советничката група Доста беше. Во интерес на вистината, информирање на јавноста и известуваме јавноста дека постапката за набавка на автоделови за товарни возила и работни машини е спроведена согласно закон за јавните набавки преку поедноставена отворена постапка со јавно објавен оглас и под унапред утврдени услови за сите економски оператори. Изборот на најповолниот понудувач е направен врз основа на законски утврдени критериуми и согласно доставена тендерска документација без било какво фаворизирање, влијание или судирни интереси. Категорично ги отврдаме и КФ Водовод Кочани работи транспарентно, одговорно и исклучиво во интерес на граѓаните на општина Кочани. Социјалдемократскиот сојуз денеска јавно запраша дали Христина Серафимовска, директор на Агенцијата за високо образование, и Роберт Аџи Петров, директор на педагошката служба, имаат директно влијание во оптимизирањето на основното училиште Гоце Делчев. Дали двајцата функционери преку својот авторитет дале позитивно мислење или пак препорака за презимање на ваков чекор? Дали презеле какви било активности за да го спречат затварањето или со својот молк станале дел од оваа штетна одлука? Дали одлуката е исклучиво образовна или зад неја стојат политички и бизнис интереси кои однапред биле договорени? Штипјани заслужуваат одговори.
заслужуваат да знаат кој и зошто дозволи да се затвори училиште кое 6 децении беше символ на образованието и гордост на нашиот град. Од Општинскиот комитет Штип на ВМРО ДПМН реагираа со соопштение. Инсинуации и обвинувања со очигледна неуспешна тенденција да нанесат штета на углед и извршувањето на функцијата, со елементарно непознавање на законските надлежности на институциите кои ги раководат Христина Серафимовска и Роберт Аџипетров. Малициозни, неодговорни, паушални и неосновани обвинувања во обид, впрочем, начин на функционирање на СДС во опозиција и кога за жал имале можност да практикуваат власт, тоа било на штета на граѓаните. Делчево добива огромен индустријски потенцијал. Општината во владение ќе ја добија некогашната ТИРС зона, а сега трансформирана во индустријска. Денес беа одржани консултативни разговори помеѓу директорот на ТИРС Гоце Димовски и градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски, кој до септември годинава индустријската зона ќе премине во владение на Делчево. Денес имаме еден убав и плоден состанок заедно со директорот на ТИРС, Гоце Димовски, заедно со останатите градоначалници кои што имаат такви зони во своите општини и разговаравме за измените на законот за индустријски зелени зони, кои што даваат можност ТИРС зоните со по понесена иницијатива од општините со одлука на совет да преминат во индустријски зони кои што ќе имаат поголем опфат на дејност. Што индустријската зона ќе значи за економскиот раст на Делчево? Ова измена на законот и оваа зона не само да дочува и за сите општини кои што имаат такви зони, само по себе ќе донесе можност за локално економски развој и напредок на самата општина и секако изнаоѓање на нови работни места и развивање на локалните бизниси. Секако тоа не забранува да бидат привлечени инвестиции од други општини и секако инвестиции од друг тип. Така да општините сами по себе, по донесувањето и по примопредувањето на самите зони во владење на општините сами по себе ќе можат да ги управуваат и да ги реорганизираат како што имаат секако потреба за тоа. Дали веќе има заинтересирани домашни и странски компании за лоцирање во индустријската зона и кои се условите од страна на општината? Кога настапија измените на законот, секако дека има и локални фирми кои што почнуваат да прашуваат за можностите и за новите услови кои што веќе се создаваат. Сите зони кои што негде таму при крајот на година треба да се очекува да бидат дадени на општините, да бидат дадени со сите услови кои што се сега моментално, со целата техничка документација, со самите дупови и со целата инфраструктура која што е веќе инвестирана во самите зони. Индустријската зона во Делчево е со површина од 240.000 метри квадратни во 9 блокови во кои се опфатени секако вид на дејности. Во контекст на новата развојна фаза, Делчево беше домаќин на меѓународна бизнис средба на која доминираа представници на компании од соседна Бугарија и кои покажуваат значаен интерес за инвестирање во општина Делчево. Од утре, сабота и недела, Штип ќе биде домаќин и место каде што ќе дојдат неколку десетина илјади гости од државата и соседството. Започнува големиот Д фестивал со програма која опфаќа над 80 учесници од Македонија и странство. Една богата музичка програма со над 80 настапувачи, артисти кои ќе бидат во Штип за секаков жар, за секаков вкус и од два аспекта, како што напоменав, е значаен овој настан за нас. Од локална економија е значаен затоа што сите сместувачки капацитети веќе се закупени, исполнети. И овој пат присутни ќе има од секаде. Штип ќе го посетат наредните 3 дена десетици илјади гости од околните населени места, од околните држави кои ќе бидат дел од овогодинешниот Д фестивал. Од аспект на промоција на уметноста, на културата. За Јорданов, Штип во моментов е главен културен центар кој постојано се развива. И ако ги земам во предвид сите манифестации од делот на културата, уметноста кои се случуваат на годишно ниво во нашиот град, како што се Макфест, Пастрамалијада, Д фестивал, Штипско културно лето, можам да кажам дека Штип прерастува во еден вистински центар
на културата. Публиката ќе ужива во настапите на Дупер, DJ Премиер, Бајаги инструктори, Јура Стовлич и група Филм, Idols, Борис Брејча, Distraction и многу други, кои ќе претворат фестивалската престолнина на Македонија во центар на регионалната музичка сцена. За 30% е поголем бројот на интервенции во штипската брза помош поради високите температури. Ова значи 30 здравствени проблеми на ден, а во викендите бројот достигнува и до 50. Имаме зголемен обем на работа, и тоа најчесто се случува од 11 часот до 17 часот. Искрено очекуваме многу повеќе работа поради тоа што температурата е многу висока. Зашто најчесто бараат лекарски интервенции граѓаните? Најчесто што најпрво чувствуваат е вртоглавица, која што доаѓа до замор, малакственост, може и глоболка, каде што веднаш доколку ги осетат тие симптоми треба да дојдат овде да ги прегледаме сега. Кои категории на граѓани бараат лекарска помош? Најпрво ги ставаме оние кои што имаат хронични заболувања, секако по старата популација, овде ни се исто така и децата, како и бремените жени кои што ни се најмногу изложени на топлотните удари. Затоа, како полесно да се пребродат жештините, а при тоа да не наштетат на нашето здравје, лекарите препорачуваат. Најпрво многу голем внес на течности, секако лесна и некоја си светла облека кој што треба да ја носат и обавезно заштита на самата глава, како капа или слично, поради тоа што многу, најчесто доаѓа најпрво симптомот од главата. Исто така се препорачува многу полесна храна да конзумираат, во однос да ја намалуваат мрсната храна, да не излегуваат дома во оние часови кои што се најчесто од 11 до 17 часот, каде што се највисоките температури, и секако да се земаат препорачаната терапија која што е ординирана од матичниот или од некој си специјалист. По должината на државниот пат помеѓу Даровар и Пакрац во селото Бадлевина можете да најдете одлична атракција – куќа со црвено-бели шаховски коцки и се друго на имотот Див Ранч, чиј централен дел е куќата со шаховницата, зрачи со хрватските карактеристики инспирирани од дресот на Ватрени. Всушност, дури и дел од покривот, како и зидовите во гаражата се во црвено-бели тонови на шаховската табла. Ова не може да биде подобра инспирација за ватрените и победничката навивачка атмосфера на светското фудбалско првенство. Утре времето претежно сончево, температурите до 34 степен, ветрот со брзина од 7 км на час, влажноста на воздухот ќе изнесува 37%, температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 33 степени, Пробиштип 30, Чешиново, Облешово и Кочани 33. Температурата во Виница до 32 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 31, а во Пекчево и Берово максимални 27. Православните верници утре се спомнуваат за светата маченичка Аквилина, католиците на Иван и Павле.